ова е еден од синонимите на неголемата општина во Македонија. Тоа е еден ужас кој еве јас сум на пример еден од тие кој имам син и ќерка, имам ќерка одадена, имам две внуки. Дали и како сум се јас осеќал кога е требало да се прави веселба, а немаш пари? Ваква животна судбина делат и лјадници други во некогаш градот на индустриските гиганти, кои денес живее од малите погони и трговски фирми. Овие луѓе со години спасот го бараат кај народните избраници во парламентот, но досега без никаков успех. Куманово јас мислам дека еден град моментално сега во Македонија кој е стварно најзагрозен за вработување или тие такви работи. Во периодов еве сега кога е оваа влада, јас не видов во мојот град барем една фабрика да се отвори или барем да има некој поголемо вработување. Иако препознаваат во многумина од претениците луѓе што се понудиле да им помогнат, Веселин вели дека не се појавил ни еден кој прво треба да ги гледа работничките права, душевно да е чист и поштен, за да кога ќе влезе утре во парламент, да ги заступува чисто работниците, и државата, па после се тоа друго што треба. Трагајки по профилот на пратеникот Доверба за Кумановци, го сретнавме Иван Анастасовски и самиот некогашен представник во Македонското собрание. Смета дека стечајците се жртви на несогласувањата меѓу централната и локалната власт. Првата досега ја водеше ВМРО ДПМН, а втората СДСМ. Обврската на пратеникот е тоа она што може тие да го помогнат и што може да помогнат да се најде начин со инстант решение на закон да им се помогне до пензионирање на тие луѓе. А токму носењето законски документи во парламентот вели треба да им го подобри животот на граѓаните, но признава дека е тесен маневарскиот простор за да се биде пратеник по мерка. Во парламентот е малку потешко као поединец кога ги застапувате интересите на граѓаните и сепак вие сте од друга страна и представник на партијата. Партијата која доаѓа на избори има одредена визија, секоја партија која мора да ја спроведува, знаете како, сепак мора да делувате и во корелација со таа визија. Тоа е очигледно, се согласуваат локалните аналитичари. Новинарката Светлана Антич-Јовчевска ја прашавме дали во некој од досегашните кумановски пратеници наоѓа елементи на принципиелен политичар од Доверба. Јас навистина не можам ниту да се сетам кои беа пратениците од Куманово. Значи, дотолку беа безлични, тивки и дали 2-3 пати беше спомнато Куманово. Можеби еден период Ненад Ристовски од ВМРО ДПМН, меѓутоа него го замолчаа и го тргна настрана, инаку за другите на вистина не можам да се сетам. Додава дека независно кој од партиите е на власт, Куманово од независноста до денеска е маргинализирано. Професорот на Евроколедж Куманово има свое објаснување зошто пратениците тешко ги наметнуваат ставовите и зошто не можат да сторат повеќе за градот од кој што се избрани. Можеби коренот лежи само дури во подлабоко во системот, изборниот модел, кој на некој начин ги профилира пратениците, односно ги создава пратениците преку системот на затворени листи, нели, кандидатски листи во кои најчесто се наоѓаат односно кандидати за пратеници кои во суштина тоа место него, добитно место него добиваат врз база на некои стручни или морални квалитети, туку пред се поради блискост или можеби лојалност, сервилност кон партиското раководство или кон самите лидери дури. Без оглед на моделот, кумановци очекуваат многу од своите избрани представници во парламентот. За Сузана Андонович, новинарка и собственичка на локално радио, приоритетите се јасни. Да се направи една индустријска зона, да се соберат луѓето, да работат луѓето, да имат една сигурна плата, да имат еден убав, пристоен живот. Тоа во моментот тоа е најпотребно. Потоа потребна е инфраструктурата. Смешно е во 21. век да гледаме низ какви улици се вози, каков ни е автопатот. Гледано низ очите на представник на културниот живот на градот, тоа изгледа вака. Ние глумците знаеме често да се опиваме од алкохол и после тоа има трезнење. Се извинуваме ако направиме некоја белја, а кога политичарите ќе се опијат од власта, тука нема повеќе трезнење. Тие се пијани довек. Куманово е град и на ромската населба Средорек. Тој пратеник што е,
Тој всушност треба покрај неговото нормално, регуларно едуцирање, треба и да има и свое животно едуцирање. Активистот за права на оваа етничка заедница, Ашет Елезовски, вели дека е револтиран што пратениците често забораваат кој ги избрал и зошто. Па најургентно што треба се направи е комуникацијата, душата, болот на граѓанинот да го представуваат таму. Значи, нивните права да ги застапуваат, а не да ги посетуваат само кога доаѓаат избори. На иста линија и новинарката Анти Ќовчевска. Тие имено се тука избрани од народот и пратеници од народот за да ги застапуваат интересите на народот, ама вистински не декларативно само. Треба да помогнат на тој начин што преку институциите, државните институции, да овозможат на локалната заедница да ги остварува сите своји финансиски проекти без многу мачење и без сечење на крилјата. Сепак поранешниот пратеник Анастасовски се потсетува дека имало моменти на заедништво. Кога бевме ние во една ситуација кога имаше во парламент нешто што не е во надлежност сепак на парламентот, еден аутопат кој поминуваше покрај Куманово, реконструкција и реновирање, ние сите пратеници кои бевме од било која политичка партија од Куманово застанавме заедно и во буџетот излобиравме пари за тоа. Од друга страна, локацијата на која разговаравме со него ја дава целата символика на длабоката политичка поделеност. Спортската сала со која стопанисува државата, а изградена со самопридонес пред повеќе децении, се распаѓа. Веднаш до неа новиот комплекс, отворен и затворен базен, инвестиција на локалната власт. Анастасовски објаснува дека ова е доказ оти државата не може да биде добар менаџер на објекти од локално значење, а пратениците тука не можат да помогнат многу. Но можат граѓаните, доколку влијаат при номинација на кандидатите за пратеници. Една од главните карактеристики на народниот представник од доверба, според професорот Младеновски, е тој да не биде слеп поданик на партискиот лидер. Треба да се стручни компетентни лица, добри познавачи на општествените прашања, конкретно еве за Куманово, значи на спецификите кои ги носи нашиот мултиетнички град. Секако професионален и морален дигнитет, понатаму нели еден вид луѓе кои немаат криминални склоности, кои немаат сервилност како изразена карактерна црта. Младеновски вели дека ги познава избраните пратеници за новиот состав на парламентот и е оптимист дека без оглед на партиската припадност имаат капацитет повеќе да се заложат за градот од каде доаѓаат. Верба имаат и стечајците како Веселин Марковиќ дека конечно ќе добијат месечен надомест од државата до пензионирање. Затворањето на ова екзистенцијално прашање трае со години, речиси исто толку колку што се чека на пратеникот од доверба од Куманово, кој што вистински ќе ги оствари верувањето што ќе дал во предизборието. А за нив, локалниот лик на Батко Ѓоргија има порака. Да размислува глобално, да делува кумановски, затоа што Куманово и кумановци тоа е естетска категорија, тоа не е географија или биологија. Значи, ние сме малку чурук и чудни овде. И тоа мора да го поседува. Мора да е доле со нас и мора многу гласно да го кажува тоа таму. Значи, да биде личност, а не само дел од некоја маса таму, дел од некаква партија, па да искажува само ставови на партија. Така и решавањето на другите локални проблеми се чини станува полесно.